Средношколци со своја визија пишуваат, уредуваат и го дизајнираат писанието. Едно од ретките училишни весници кои обстојува. Велат дека само така можат да ја покажат својата креативност за темите од секојдневниот живот. Ги обяснуваме книгите кои што највеќе впечаток оставиле на нас. Пробуваме нив да ги представиме на тинеџерите за да почнат да ги читаат и конечно да почнат да прават нешто квалитетно, да слушаат квалитетна музика и да читаат квалитетни книги. Почнав како илустратор, тоа ми е главна функција во Визија, соработувам со графичкиот дизајнер и се представам или со сопствени цртежи, слики, значи мои доживувања на темата или доживување на некои текстови, илустрирам текстови што ќе ги напишат другите. Тешко ли е да се дизајнира едно списание? Па, доколку се сакат, ништо не е тешко. За идеите најчесто доаѓаат од текстовите. За овие млади луѓе новинарството е предизвик, а весникот е можност да го искажат нивниот талент за пишување. Тие се жалат дека во медиумите ретко се зборува за проблемите на средношколците. Им пречи тоа што младите се прикажуваат само како алкохоличари. Предизвик е и затоа што некогаш кога си приморан да пишуваш, а немаш идеја, треба навистина се потрудиш и ако си стварно добар во пишувањето, ќе успееш во тоа. Не се тинеџерите само во паркот и со шишињата алкохол и цигарите, туку има и многу тинеџери кои се забавуваат по патеките покрај Вардар. Нивната инвентивност сега може да ја покажат во Високата школа за новинарство и за односи со јавноста, преку конкурсот Изрази се преку медиумите. Матурантите треба да предложат идеја за ТВ прилог, ТВ спот, постер или фотографија на тема за Европската унија. Високата школа за недобрите 12 доделува стипендии за студирање. Средношколците ќе имаат можност да ги реализираат своите идеи со искусни и докажани новинари, а нивните производи ќе се прикажат на некој од телевизиите. Темите се поставени широко со цел за да може младите да најдат било каков или различен агол на изразување. Нормално не треба да праќаат нашите средношколци или матуранти вистински ТВ прилози или пак ТВ спотови, туку треба да пополнат апликација и да испратат скица или синопсис за она, сториборд за она што сакаат да го прават. Визија постои веќе 15 години, но средношколците велат дека потребна им е поголема поддршка и повеќе пари за да може и понатаму да обстојува. Не е толку лесно со броевите, затоа што сами си бараме спонзори и тогаш кога имаме можност, значи кога стигаме до спонзори, излегува весникот. Задоволни се што им се нудат стипендии за студирање, бидејќи само така ќе можат да ги покажат својата креативност и своите идеи.